Почитувани земјоделци, почитувани граѓани, повикуваме веднаш да бидат исплатени субвенциите за земјоделците. Решението на вистинското решение и излез од оваа криза е сепак Ѓорѓе Иванов веднаш да го даде мандатот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев за формирање на нова демократска и реформска влада. Не да бега од државата и да ги остава на цедило и земјоделците и цела Македонија, само за да му помогне на Груевски во заштитата на криминалите и продолжувањето на оваа криза. Досегашната власт во заминување нема капацитет да работи во интерес на граѓаните. Министерот Цветков прво се оправдуваше дека требало да се направат измени на законите. Откако стана јасно дека тоа не поминува, сега се правда со оставка на директорот на платежната агенција. Што правеа досега платежната агенција и министерот во заминување за земјоделство Цветков? Зошто субвенциите не се исплатени како што е законски во текот на 2016 календарска година? Зошто не се исплатени стотици милиони евра за останати субвенции од претходните години? Сето тоа можеше и мораше да биде направено досега. Станува збор за субвенции што не се исплатени и од 2016, но и субвенции кои што со години наназад не се исплатени. Ја разбираме маката на земјоделците. Граѓаните со право си ги сакаат парите што им следуваат по закон. Со давањето на мандатот, како што тоа го наложува Уставот, Иванов ќе овозможи да се спроведе тоа што стои во програмата на новата реформска влада на граѓаните. Редовни, согласно нов календар субвенции, изголемени на 160 милиони. Новата влада веднаш ќе се зафати со решавање на прашањето на ова огромно задоцнување на исплатата на субвенциите како резултат на криминалните политики на досегашната влада. Благодарам, повелете со вашите прашања. Тоа е една огромна лага повторно во функција на заштита на криминалот на Никола Груевски. Никој и со ништо досега не ги спречуваше ниту Цветков, ниту платежната агенција да ги исплати задоснетите субвенции кои што се со години. Промените кои што беа во изборниот законник се токму во улога на заштита на земјоделците, да не се исплаќаат субвенциите само и само пред избори, какво што тоа беше пракса во изминатите изборни циклуси, а констатирано и од ревизорски и од меѓународни извештаи. Само да ве подсетам дека на локалните избори 2013 година и 2014 година, пред парламентарните избори, на само 2 дена пред изборите се исплатени по околу 50 милиони евра за субвенции. Токму нашето барање, токму измените на изборниот законник, поддржани и од ВМРО-ДПМНЕ, беа во функција на редовна исплата на субвенциите, во текот на целата година да се исплатјаат субвенциите на земјоделците. Сега имаме момент, состојба во која што и согласно сите истражувања, анализи, показатели, над 100 милиони евра не се исплатени од претходните години, кои што морале да бидат исплатени и не се исплатени субвенциите за 2016 година. Субвенциите и од претходните години и за 2016 година никој и со ништо не ја сопираше оваа влада во заминување и министерот Цветков во заминување да ги исплатат се до почетокот на ноември. Впрочем, 3 или 4 месеци и по изборите нема никаков ангажман и активности од страна на Министерството со кое што би се исплатиле овие субвенции. Продолжува манипулаторската политика на оваа досегашна влада, која што ја спроведуваше оваа политика со години. Токму тоа е уште еден аргумент дека Ѓорѓе Иванов веднаш треба да го даде мандатот на председателот на СДСМ и веднаш што поскоро се формира нова демократска и реформска влада која што ќе ги штити вистински земјоделците и сите граѓани.
Точно и според нашите информации, зашто поседуваме и документи, на 12 јуни 2017 година ќе дојде ревизорски тим на Европската комисија и на Европската унија, која што ќе врши комплетна ревизија на трошењето на ИПАРД средствата од програмите 2007-2013 и 2014-2020. Прашањето е дали и зошто овие документи биле сокриени во рамки на македонските институции, дали на Брисел е одговорено и се испратени во соодветните рокови документите, материјалите, она што е побарано, и на ова се надовржува прашањето зошто имаме оставки постојано во платежната агенција на директорските места. Ова е на некој начин и потврда на сето она што во претходниот период алармиравме, но ние искрено се надеваме дека Македонија нема да биде соочена со сериозни санкции кои што ќе ги почувствуваат сите граѓани, земјоделците, бизнис секторот, агросекторот, туку напротив, ќе имаме одговорност за конкретни лица, за конкретни случаи во кои што се вршени злоупотреби на овие средства. Не сме да имаме санкции на целата држава и тоа е уште еден доказ, показател плюс, дека што побрзо ни треба формирање на нова влада од страна на новото парламентарно мнозинство, се со цел овие работи да бидат спречени и да бидат превентивно да делуваме во тој дел, за да Македонија не се соочи со други последици. Впрочем, имаме и други документи кои што покажуваат дека Европската унија, Брисел испратиле соодветни документи до Министерството за финансии кои што се однесуваат за повраток на средства кои што токму преку програмите на ИПАРД треба да ги направи Република Македонија. Сето она со што како информации располагаме, покажува, потврдува дека на Македонија е потребно да се верификува мнозинската волја на граѓаните, над 700.000 граѓани кои што избраа промени, кои што сакаат нова демократска влада во Република Македонија, која што ќе ги спречи можните санкции, негативните последици, нова влада која што токму во овој дел ќе се насочи напротив кон огромно поголемо и целосно искористување на сите фондови кои што стојат на располагање на Македонија од страна на Европската унија.